Почитувани граѓани, почитувани претставници на медиумите, состојбата со пожарите во државата е алармантна. За само едно деноноќие се регистрирани над 50 на пожари, кои веќе со денови горат планини, шуми и пасишта. Во моментов гори во Катланово, Прилеп, Берово, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Македонски Брод, Петровец, Кичево, Кратово. Владата на ВМРО ДПМН потврди целосно воспарување со пожарите оваа година, како и лани. Статистичките податоци се покажуваат драматични и алармантни. Минатата година изгореле 95.181 хектари во Македонија, дури 8 пати повеќе отколку од просекот во последните 17 години. Најстрашно од се, што бројката на изгорената површина во Македонија во 2024 година, 95.187, е далеку поголема од бројките во една Шпанија, Италија или Франција, кои се површина се поголеми од нашата татковина. По она што се случува оваа година, трендот за жал оди во нагорна линија. Изгорени се повеќе од 20% од вкупната површина на шуми и пасишта. Тоа значи уништена природа, загрозени животи, имот и здравје на граѓаните. Наместо брза и координирана реакција, гледаме катастрофална неспособност на власта со справувањето на пожарите. Се доцни со интервенции, нема доволно лице на терен, нема доволно пожарникари, нема нови противпожарни возила. Иако ВМРО ДПМН ветуваше да ќе бидеме најподготвени од сега, тој испадна само една голема лака. Наместо нови возила, владата на ВМРО ДПМН набави службени телефони од 7 милиони евра. Сега да замислиме колку противпожарни возила ќе се купеа со тие 7 милиони евра. Нема ниту нова опрема, нема нови системи за гасење, ниту нови авиони. Наместо тоа, гледаме расфрлање со парите на граѓаните. За скапи приватни летови, луксузна морска храна, папаја и манго. Нема нови вработување на пожарникари, нема ниту зголемување на платите за хероите кои се борат со огнот. Затоа што на ВМРО ДПМН му се најважни вработување и вдомување на партиски кадар. Дополнително, ВМРО ДПМН ги одбива сите конкретни предлози на СДСМ, како например ребалансот на буџетот, кои што не прифатија да се обезбедат 500 милиони денари за зголемување на бројот на пожарникари, нивни плати и нова опрема. Тоа е страшно, жално и крајно неодговорно. Ова мора да се промени. Ги повикуваме институциите да се разборат и да почнат да работат. Ова не е време за пиар. Ова е време за итно мобилизирање ресурси, време да се заштитат животите и имотите на граѓаните. СДСМ ќе продолжи гласно да бара одговорност, конкретна акција и вистинска грижа за граѓаните.